Добро утро, ова е првото издание на Живот во новата 2016 со доктор Крстен Малјановски. Добре ни дојдовте, среќни празници. Периодот што е зад нас, па еве и на прагот сме нели на пречекот на божикните празници, е убав за сите граѓани. И период кога можеме да празнуваме, да се собереме со најблиските и едноставно да уживаме во целата оваа предновогодишна, новогодишна и божикна атмосфера. Но за некои значи и не е баш така, затоа што повеќето од оние луѓе што не можат да се снајдат, да бидат со своите најблиски во своите домови, за жалост стануваат на улица. Нашата денешна тема во прво издание на Живот е бездомните лица на територијата на Република Македонија, како државата всушност се грижи за нив. Доктор Малјановски, што е всушност бездомно лице? Па како што и самото име кажува, тоа е лице кое нема свој дом и лице кое по некоја случајност и по некои околности се наоѓа во отворениот простор, односно надвор. Значи, како и секоја повеќето држави, претпоставам дека нема држава која нема бездомници, така и нашата преку институциите на системот се справува со овој општествен феномен на начин на кој сметаме дека во овој момент е многу соодветен. Односно, нивно згрижување во еден, да речеме, топол дом, каде што би можело да продолжат со нивниот живот. Инаку бездомниците, секој бездомник е посебна приказна. Најразлични се причините за тоа да биде во состојба на бездомник. Повеќето се трагични, луѓе кои функционирале, биле солидни, општествено ангажирани луѓе во својата релативна младост, да дојдат во ситуација да немаат ништо, да немаат облека, да немаат храна, да молат и да спијат по некои си влезови, подруми или така. Постојат исто така и луѓе, за жал, кои нивната здравствена состојба ги натерала на овој начин, така да во секој случај државата се обидува да што помалку ги има, односно што повеќе ги згрижи, иако бројката дефинитивно не е алармантна. Така. Постои некоја евиденција, но бројот на бездомниците е далеко поголем од оние што се евидентирани, значи околу 130 отприлика. Да, значи бројката е таа. Јас би сакал во оваа ситуација, во ова време исто така да споменам дека се случуваат и инцидентни случаи, а тие инцидентни се елементарни непогоди како што се пожари, поплави, во секое време, мислам, на годината, односно временските доба кога е. Зошто го зборувам оно? Затоа што, еве, пред неколку дена, односно и вчера, се случи еден таков тежок инцидент, каде што скоро потполно изгоре една стамбен објект. Во такви случаи исто така и државата интервенира. Очекувањата се дека во зима, заради оптеретување на електричниот систем, несоодветна инсталација, ќе има. Во тие случаи, Министерството за труд и социјална политика, со помош на локалната самоуправа, се обидува и овие луѓе да ги згрижи, кои не по своја вина дошле во таква состојба. Најтешко е периодот, нели? Најтежок е периодот овој сега, зимскиот период, но и во периодот на високите екстремни летни температури. Па каде се сместуваат овие луѓе? Во Скопје ги има најповеќе, односно најголемиот дел се всушност во главниот град. Да, најголемиот дел се во главниот град. Моментално имаме еден државен камп, да го наречеме, тоа е Чичино село, тоа е поранешно детско одморалиште во Сарај. И исто така во Момин поток имаме еден објект, тоа е фактички објект на Црвен крст, подпомогнат од градот Скопје, кој исто така згрижува бездомници. Згрижувањето на бездомниците е подолготрајно во Чичино село. Во него капацитетот во овој момент е негде околу 132 до 140 бездомни лица. Во Момин поток е релативно капацитетот е помал, негде околу 10 кревети има.
Јас би сакал во оваа пригода да напоменам дека згрижувањето во Чичино село е единствено нужно згрижување. Условите се просечни, не би рекол дека се некој нешто многу добро, меѓутоа во секој случај далеко е подобро отколку да бидат на улица и не дај Боже да се случи некој трагичен инцидент. Дали таму луѓето значи престојуваат постојано или може да се случи и некој случајен минувач да зателка, да помине таму ден-два, да ги добие услугите кои се нудат и да замине повторно? Така, имате право, значи постои можност од некој случајен минувач залутан да дојде во нашиот град, не ништо чудно да биде и од друга држава, по најразлични патишта да биде. Во тој случај, ако случајен минувач или било кој граѓанин на државата сигнализира, а најчесто тоа го прави Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, преку службите на центрите за социјална работа, тој човек се згрижува, понатаму се утврдува неговиот идентитет, постои реална можност да е и некое психијатриско болно лице, и во такви случаи се бара од личните установи, односно се врши претраги, и кога ќе се најде потеклото, се враќа во неговиот дом или останува во Чичино село, ако нема каде да се врати. Значи, апсолутна грижа се води и за овие лица. Многу е потешко и по процедурата, не во смисла на процедура, отколку во смисла на претрагите, кога се работи за деца. Исто така, и за овие наши граѓани, државата води сметка и ги згрижува се подолготрајно или пократкотрајно, ако е од натрешност или од друга држава, тогаш се враќат или на нивните родители, или во установите, или во другата држава од каде што дошле. А постои ли ограничен период на престојување? Не. Не постои ограничен, додека ако оние што ги велиме минувачи, односно тоа се луѓе за кои се треба да се утврди идентитетот или односно потеклото, ние ги враќаме во моментот кога ќе се утврди дека има родители или дека од некоја друга држава, тогаш се стапува во контакт или со родителите доаѓа да си го земат детето, или возрастниот, можеби тој е исто така некој возрастен човек над 60-70 години, доаѓаат или па службите ги носат во градовите, односно од таму каде што дошол човекот. А останатите тие се со постојан престој. Си остануваат. Малку е поинаква ситуацијата во Момин поток? Во Момин поток е малку поинаква, условите таму се навистина прекрасни. Лицата се под постојан медицински, медико-психолошки начин на гледање. Тие може да остануваат пократкотрајно и ако се утврди, односно во наоди се утврди дека на лицето му е потребно да биде подолготрајно сместено, тогаш го сместуваме во Чичино село како единствен капацитет на територијата на Република Македонија. Така. Што е со возраста на овие луѓе и етничките групи? Па, најразлично е. Доминира една етничка група, за жал сиромаштината си го прави своето на таа етничка група, меѓутоа ги има и од други етнички групи, од скоро сите. Најчесто се тоа луѓе повозрастни кои, како што и веќе споменав, не се нашла во животот, што би се рекло, или по било каков основ биле маргинализирани. Дали од семејството, дали од други некои околности, меѓутоа тоа е, велам пак уште страшни судбини се. Секој човек е посебна судбина, најчесто трагична. Така. И сега една од клучните сегменти, програмата за социјална заштита на бездомни лица, каде што државата интервенира во спречување и надминување на основните социјални ризици. Тоа се поздравието, постарењето на лицата, ризиците на мајчинство и семејство, невработеност и ризици од неадаптираност кон социјалната средина. Имате ли впечаток дека бројот на бездомни лица во Македонија се зголемува? Не, имам впечаток дека стагнира. И дури во некои периоди се намалува, заради тоа што дел од овие лица се работоспособни. Во самата постапка на згрижување ние им ги кажуваме нивните права.
Дел од овие лица се корисници на социјална помош. Меѓутоа, кога ги сместуваме во институциите на системот, тие тоа право го губат. И тогаш размислуваат дали ми е подобро да користам социјална помош и некои други привилегии или да бидам сместен во една од установите, во институциите на системот. Дел од овие лица дури се вработуваат. Меѓутоа, за жал, има дел кои не се работоспособни. Тоа се оние на границата меѓу здравјето и болест, најчесто психијатриски случаи. Ако се утврди во тие претраги, затоа што до тогаш голема е веројатноста да не биле медицински третирани, дека нивната здравствена состојба е потешка отколку што треба, тогаш тие луѓе се сместуваат во установи, најчесто психијатриски. Дел од овие луѓе се вработуваат. Дел од овие луѓе исто така аплицираат на сите оние огласи што ги има државата во смисла на добивање на социјални станови кои, да не кажам во сите градови на Република Македонија, меѓутоа во повеќето градови веќе се изградени. Така да, оваа бројка можеби ќе се појавуваат и луѓе, можеби, затоа што тоа е сепак живот, меѓутоа сметам дека стагнира. Се случуваат инциденти. Ете го имавме случајот во Делчево пред некој ден, кога една бабечка, за жал од високите, од ниските, многу ниските температури, почина. Меѓутоа, не може тоа да се предвиди, не може да се превенира. Такви случаи веројатно ќе имаме. Можеби еден од интенциите е отварањето на вакви центри низ територијата на Република Македонија, како Чичино село би се, да не кажам растеретило, дуку бројот би се смалил, а со смалувањето на бројот и квалитетот на услугите би биле подобри. Да, ќе зборуваме за вашиот предлог размислување, ќе одмориме се на кратко и се враќаме во живот. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Се враќаме во живот со доктор Крсте Малјановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Имаме уште околу 5-6 минути да домотбетиме на оваа тема. Профилот доктор Малјановски на овие луѓе за бездомните лица зборувавме, да. И вашата предлог и идеја што ја споменавме пред паузата. Така. Најголемиот дел од луѓето што престојуваат во Центарот за бездомници во Чичино село се потекнуваат од Скопје. Одговарам на второто прашање, па прво после да ги се вратам на ова. Со тоа да кажеме, до 60 до 70% се од Скопје и нивното сместување е релативно лесно. Меѓутоа, за жал и во државата, и од внатрешноста, од другите градови, пошто е единствен центар, ги сместуваме исто така и колегите ги сместуваат во Чичино село. Овакви големи центри за сместување на бездомни лица скоро и да нема. Наш предлог и веројатно ќе многу добро ќе го разгледаме е да согласно процесот на децентрализација по големите градови во државата се отворат вакви помали центри. Тоа не треба да бидат големи центри, тоа со 10 со капацитет за 10 луѓе. Така да и овој центар би се растеретил, а исто така би се повеќе ангажирале овие локални самоуправи. Заради тоа што решавањето на проблемите на овие лица лежат од таму каде што таму каде што потекнуваат. И далеку полесно е решавањето, да кажеме, во другите помалите градови во државата, отколку во Скопје. Големиот број на присутни лица во Чичино село од овој тип на луѓе прави да се створат и најразлични, да кажам, инциденти кои и се случуваат во овој центар. Се обидуваме на секој начин, заради тоа што стручни лица престојуваат 24 часа тамо, да им помогнеме во разрешувањето на конфликтите, на проблемите, дури и агресивното однесување. Меѓутоа, го имаме, не смееме да избегаме таа вистина. Кој е профилот на овие лица? Знаете, тоа се лица кои се со длабоки рани
врз нивната психичка состојба. Лица кои изгубиле све. Најразлични моменти од животот доживеале некаков крах на работа, во семејство, во околината. Лица кои буквално немаат ништо. Постои можност за злоупотреба, меѓутоа многу е мала. Ние овие лица ги наоѓаме на разни места во градот, можеби како просат, можеби како спијат. Сите ги знаеме. Човечки е многу хубаво да се пријават и да се згрижат овие лица. Човечки е да тие лица не починат на тротоарите или во некој влез од зграда, туку ако нивната здравствена состојба е толку слаба да тие бидат сместени во здравствените институции. Дел од тие лица се дури интелектуалци, кои своевремено биле примерни граѓани на оваа држава. Меѓутоа, околностите направиле да дојдат и да молат за парче леп. Нашата држава е дефинитивно социјална држава и апсолутно ќе се грижиме за секој поединец во границите на нашите можности. И од тие причини вакви центри ќе постојат. Ќе мораме да ги изгражуваме. Нарочито кога имаме радикално диаметрални спротивни температурни разлики. Во лето многу топло, во зима многу ладно. Температури над 20 степени под нулата значат страшно за организмот, за нормален човек, за здрав човек, камо за вакви лица. Несебична е помошта од страна на Црвен крст, кој ни помага во нормалното функционирање за овие лица. Скоро секоја година, па еве и оваа ги гледаме како активистите на Црвениот крст се низ центрите на градовите, како во лето делат вода и отварат пунктове, а исто така многу ни помага со нивните активисти од аспект на медицински третман, психолошки третман и друг начин на помагање во нормалното функционирање и намалување на оваа појава што е можно помалку. Свесни сме дека нема да искорениме, кога во една Америка има огромен број на бездомници, е да наша мала држава сигурно ќе се справи со овој проблем апсолутно. Градот извојува околу 500.000 денари, значи веќе 3-4 години градоначалникот е покровител, што се однесува до ова што го споменавте околу Црвениот крст и имаме уште сосема малку време, би сакала да апелираме до граѓаните. Дали се бездомниците луѓе од кои треба да се плашиме? Не треба да се плашиме, него треба да пријавиме дека постојат, дека негде лежат покриени со картонски кутии и дека на тие луѓе дефинитивно им треба помош. Храната, облеката што се обезбедува во нашите центри и медицинскиот третман е сосема доволно за тој човек да закрепне и да му помогнеме да стане примерен граѓанин на оваа држава. Меѓутоа, мора да се пријави. Да не се срамиме, плашиме, ако некој го видиме и го пријавиме преку центрите за социјална работа или во најблиската полициска станица. Далеко е полошо да тој човек почне. И остане на улица. На улица. Ќе најавиме само накратко темата за следната емисија, најновите сознанија во превенција на малолетничкото престапништво. Бевме сведоци за жал конкретно оваа година и во почетокот на вистина непријатни лоши случаи. И трагични. Ви благодарам, доктор Малјановски, што бевте дел од живот во најновото, да кажем, новогодишно издание. Тука се одјавуваме. Останете на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Ова беше емисијата Живот. Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Решела Гинова Карафиловски, датум на емитување 6 јануари 2016, техничка реализација Дине Вучков. До слушање. Секоја среда во 9 часот на Радио Слободна Македонија, во емисијата Живот, посветена на среќното семејство. Решела Гинова Карафиловски разговара со доктор Крсте Малјановски. Имейл за контакт: живот@rsm.mk